Еве сме на нова тура, овој пат во село Кожле, Катлановско. Се движиме кон црквата Света Богородица, која што се наоѓа на обалата на река Пчиња, а тука и популарниот Стојанов мост, висечкиот мост, кој што префрла од другата страна кон автопатот, доста популарен беше во времето на короната, сигурно сте виделе многу слики од Инстаграм. На него ќе видиме ако имаме време ќе скокнеме и до составот на Вардар и на Пчиња, кај што има уште еден висечки мост кој што не е толку популарен. Добро, значи сега се движиме по една патека која што не носи по изохипса. Од десна страна има убав поглед кон долината, а малку подоцна ќе се отвори поглед и кон реката Вардар и кон железничката пруга, еден интересен тунел. А од тука кога ќе дојдеме до една највисока точка на овој потек, ќе се спуштиме надоле кон манастирот Света Богородица. Малку подоцна ќе зборувам и за тој манастир и зошто е специфичен и ќе го видите здравје за кратко. Но за почеток можда треба спомнеме како се најдовме ние во Кожле. Значи ова не е тура за која што баравме инспирација, затоа што овој крај ни е добро познат, а познат ни е затоа што пред неколку години купивме плац во Кожле. Интересна коинциденција поврзана со Кожле. Ние имаме една кукичка на Преспанско езеро и таму е единственото место, барем така мислевме, каде што расте фојата. Тоа е едно зимзелено дрво кое што е автохтоно само за тој регион, но пред кратко време дознавме дека фојата всушност расте и на највисоката кота овдека. Мислам ја препозна ако сме река некоја, ама не е тоа, црвени соби. Може би не е фоја, ама кога ќе дојдеме дома ќе провериме дали си сликаме ние смреки со надежда дека имаме ендемско некој растение или навистина е фоја. Денеска ранецот на Оцко-Поцко има апгрейд, а тоа е да не го фаќа сонце, ама некако ги фати овие пластични ови сака да ги јаде, му растат зъбите и нормално баране што даде, овие му се погодија, се му го трнав, имаше мало негодување додека не му ја ставив туслата. Те кажав, све те кажав. Добро, значи еве сме на раскрсницата каде што се дели патот и од тука можете да продолжите во оваа насока овде, која што ќе ве однесе кон составот на Вардар и Пчиња и понатаму по Пчиња да се вратите кон манастирот или да продолжите надоле кон манастирот Света Богородица. Ние овој пат одиме кон манастирот Света Богородица затоа што таа патека е малку пократка и малку помалку захтевна, а исто така и од таму може да се направи кружна тура. Така што најчесто одиме од оваа страна и ја вртиме цела тура, да ги видиме двата висечки моста, не само Стојановиот, туку еден малце по-задскриен на составот на Вардар и Пчиња. Има една прекрасна ливада таму, ама овој пат одиме само до кај тетката, па ќе видиме како ќе бидеме расположени за да продолжиме авантурата. Оцко сега за сега си е добар, не се бунтува многу, така што одиме да видиме дали ќе начекаме пита, па врз основа на тоа ќе решиме дали уште ќе пешачиме или не. Кажи му што си направил зулум. Ги откачи, успеа? Откачите? Успеа да ги откачиш? Или едното? Ајде, јади се. Ајде уште малци ќе јадеш кашичка доле, не се кири.
Гледате дека ова позади нас е автопатот Скопје-Велес, најмрзливиот начин да стигнете до црквата Света Богородица. Всушност е да станете кај оние малите црквички во на самиот автопат, ако знаете, од десна страна што има едно стојалиште, и од таму можете, ако се спуштите по скаличките, да дојдете директно на Стојанов мост, да го префрлите Стојанов мост и да си дојдете директно во манастирот, со тоа што ако се враќате на кај Скопје после, ќе треба нормално да одите скроз до втора патарина, за да можете да се вратите назад по автопат. Сега направивме една прилично голема грешка. Не е голема грешка, ама секој пат кога сме доаѓале тука, имало некој во манастирот за време на викенд, а тетка Светлана секогаш ни кажувала дека треба да се јавиме на овој број што гледате позади, ако сакаме да ни спреми некаква пита или нешто за јадење, ама овој пат рековме ќе начекаме тоа што има, па нема потреба посебно да се јавиме, зашто немавме некој план за доаѓање, ама еве нема никој во манастирот, но тоа не значи дека не може да малку прошетаме околината, да се одмориме тука, се напиеме вода, да каснеме нешто сладко што имаме и да си се вратиме назад. Нема чоколада за тебе, друго има. Не ти дава мајка ти? Знаеш за благо во куќава кој е термит. Сега збор 2 за манастирот. Значи, во принцип овој манастир Света Богородица бил обновен пред 15 на години, кога Чичко Стојан и неговата сопруга Светлана решиле да дојдат тука, да почнат да престојуваат и полека да средуваат делови од манастирот заедно со неколку конаци, дворот и така натаму. Во исто време тие почнуваат и со правење на домашни джемови, сладка, сокови и така натаму, кои што може да ги купите во манастирот, а исто така може да се најавите телефонски и да ви спремат нешто ако тука планирате да каснете. Значи, наша препорака од она што сме пробале, прекрасна пита со сирење, пита со прас, домашно сирење и така натака, и секој пат кога доаѓаме купуваме нешто од домашните продукти кои што се одлични, здрави, а исто така со тоа што ќе купите тука придонесувате да може да се одржува понатаму овој манастир и да биде едно место на кое што за викенд може било кој да дојде да се одмори, да се напие водичка, да касне нешто и да помине баш едно убаво попладне тука. Ево го популарниот Стојанов мост, направен во 2012-13 година, пуштен за употреба 2014 година, после неколку неуспешни обиди, успеал Чичко Стојан од манастирот да го постави овој мост тука, преку реката Пчиња и да го поврзе автопатот со манастирот, со што на многу повеќе посетители им е овозможено сега да доаѓаат тука и да уживаат во природата. Сега ние ќе одиме по него, тоест јас ќе одам по него, затоа што не би се осмелиле да одиме со Оцко-Поцко, иако му веруваме на Чичко Стојан, ама ајде да видиме каква е таа авантура да се помине по мостот. Еве сме на средина на мостот, не е идеално место да се снима од тука, но сепак е доста интересно, се клати, малку адреналинче, не е на одмет. Бојата на Пчиња не е баш идеална, меѓутоа наша си ја сакаме, убава природа од околу и така. И она што го зборувавме, дека од со преминување на мостот има едни скалички кои што ве носат директно на автопатот Скопје-Велес, што значи дека по лесната варијанта да стигнете до Богородица манастирот е да се пуштите по автопатот, да паркирате кај оние мали црквички од десна страна на автопатот Скопје-Велес, по овие скалички да си дојдете до манастирот Света Богородица.
кажав, навистина е штета што не може да ви ја покажеме црквичкава затоа што немаме клjuč, но е добра затоа што едниот дел е скрос во карпа и навистина е многу специфична, ретко може да видите ваква црква во Македонија. Но се надеваме. Инаку, како што гледате, мостот е обележан со овој знак, а тоа е знак за новата македонска бесконечна трансферзала. Значи, тоа е една планинарска патека која што е како кружна и како го прави знакот на бесконечно, проаѓа низ источна и западна Македонија, е во изработка, многу амбициозен и голем проект, ама кога тоа ќе се направи и во Македонија конечно ќе има една таква светска патека. Значи, да видите Моника како ме запрекна, рече ќе уносиме детето пола пат ти, пола пат ја, и мене ми се падна нормално патот кој што е само uz горница нагоре. Така што, шала на страна, да знаете дека кога се спуштите доле нагоре ве чека добра uz горница. Стандардните предизвици со одскок-подскок, ќе заспие као главата да не му оди на страна, ама па го подпираме со некои ствари, па се е добар. Иначе ова е доказ кој поубаво го носи. Чим се качи кај татко му одма заспива. Значи, многу поубаво носи од мајка му. Сега преска спомнавме дека тука се стига до мостот на реката Вардар и така се прекружна тура со манастирот, значи таму е состав на Вардарино чинја, но не кажавме дека кога поминате тој другиот височки мост, дека стигнувате до село Карабуниште, до манастирот Светилија, така што таа може би исто така многу популарна тура која што не споменавме, некако стига до таму и со велосипеди, ама не сум сигурен баш по кој пат, ќе треба и тоа да го истражиме за понатаму. Инаку малку од раскрсница така се качите на 15 на 20 метри нагоре, значи не по патот кој што води на кај Карабуниште, туку малку во десно е вториот видиковец, уште еден прекрасен видик, а она за што ви зборувавме, пред состав, прекрасна една голема ливада таму и криво ми е баш што не отидовме таму, ама баш е онака филмски многу. Bravo!
Значи направивме многу добра тура. Времето се погоди фантастично, избравме еден од најдобрите периоди во годината. Пролета се е зелена, се е супер, евентуално во есен исто така вака убаво, нешто што можда не ни се погоди, тоа дека домакините не беа таму, па не можеме да пробаме од питата, меѓутоа се друго беше супер. А ние гладки жета ќе видиме сега да ја задоволиме веројатно кај Диди и Зоки, ако се во кучко, да видиме дали има некоја скара распалена, па да им се придружиме на некоја плескавичка и пивце. Не е Монче, Дарче лепота твоја. Не е толкава лепота, ама сепак. Ајде, пробај. Дали распалена скарата прашуваме? Раскалена и само ќе ги ставаме кобасите. Добре, знаеме кога да се јавиме. Ние бевме у Кожле, у манастирот немаше пита како што чекавме, ама вие сте ни тука за тоа. Затоа имаме салата и кобасички и ве чекаме. Доваѓаме, ќе земе се. Ајде. Чао.